Добро утро за колешката Кристина Талеска-Големтеова, која што ова ладно утро е на терен и ја следи состојбата, како и минатиот пат Македонија на утро актуелни, се разбира со ова што е важна тема за жителите на град Скопје. Кики, добро утро. Добро утро, Ване. Како велат, времето не е важно кога сме во потрага на важни информации и тоа е така и ова утро. Се разбира во интерес на нашите граѓани да знаат и да бидат информирани за се што е ново и актуелно. Ја спомена и ти темата во текот на вчерашниот ден приватните превозници има протест пред седиштето на јавното сообраќајно предпријатие, барајќи средба со директорот. До средба не дојде кои се најновите информации на оваа тема. Дознаваме од нашиот соговорник, велам добро утро за еден од сопствениците на Мак Експрес превоз, господинот Мирослав Димитриевски. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за информација плюс во Македонија на утро. Господине Димитриевски, во текот на вчерашниот ден не дојде до средба со директорот на јавното сообраќајно предпријатие Скопје, пошто приватните превозници се упатија во град Скопје, барајќи средба и со градоначалничката Арсовска. Кои се најновите информации во овој момент? Па видите, посебни нови информации во однос од вчера до денеска немаме добиено. Нашите представници од нашите превозници отидоа во јавното сообраќајно предпријатие, побараат средба со директорот на јавното предпријатие за да добијат подетални информации околу висината на долгот, начин, дали тој долг имаат намера да го подмерат и на кој начин. Од некои причини им било кажано дека директорот на јавното предпријатие не е во состојба да ги прими вчера, бидејќи имал неодложни состаноци, и оттаму нашите представници отидоа во градот Скопје, преку архивата поднесоа барање за средба, хитна средба со градоначалничката Арсовска, потоа и во владата со премиерот. Очекуваме деновиве да има некоја разрешница да бидеме повикани како превозници со органите во градот или во државата за да најдеме некој соодветно решение за амендирање на проблемот. Долгот од 1,5 милиони евра стои и за тоа се борите, но градоначалничката Арсовска не го признава. Истиот велики дека доколку имате докази, правото треба да се го побарате на суд. Па, видите, не знам какви други докази треба да имаме. Ние имаме фактури кои се потврдени од јавното сообраќајно предпријатие. Управата за јавни приходи изврши контрола на документите во архивите на нашите предпријатија и утврден долгот кој цело време го кажуваме, односно дека спрема Мак Експрес се изнесува 29 милиона 592 илјади. Цело време го кажуваме тој долг и тој е утврден и потврден од страната на управата за јавни приходи. Во меѓувреме град Скопје објави оглас за да се пријават приватни превозници, на кој што никој не се пријави. Сега, барајќи одговор од вас зошто никој од приватните превозници не се пријави на огласот, велите неколку прашања се важни на кои треба да се посвети внимание. Еден е бројот на линии. Беше огласот за 5 наместо досегашните 16, што би значило дека повторно дел од вас би биле без работа. Па видите, до сега Мак Експрес работеше на 5 линии, обслужуваше слобода превоз на 11 линии. И тука се нееха околу 230 смени, кои тие 200 автобуси ги обслужуваа. Со бројот на автобуси кои беше побаран спрема тендерот што го објави градот Скопје, не може ни една третина да се задоволат превозниците кои учествувале во превозот. И автоматски не доаѓаме до решение на проблемот, него само ќе се продлабочи проблемот и од тие причини приватните превозници, една од тие причини зашто не се јавија на тој тендер. Втората причина, велите, бидејќи не сте сигурни дека ќе има натамошна исплата, како што впрочем не се случи ни ова. Па, видите, до сега, нахвано, имавме сериозни проблеми со наплатата, скоро година дена се провлекува овој проблем. Не наидовме на разбирање, ако иако баравме средби со градоначалничката, не наидовме на разбирање како да го надминеме проблем. И сега е на некој начин нарушена довербата во функционирање на целата работа и од тие причини дел од превозниците не се јавија на овој тендер. Господине Димитриевски, веќе 30 години, повеќе од 30 години приватниот превоз рамо до рамо со јавниот градски превоз се во корист и интерес на Скопјани главен градски сообраќајен крвоток. Има ли шанса во тој контекст, има ли можност да се изгладат некако односите? Значи, и повторно да се врати приказната. Ние како превозници сме спремни во секој момент да се вратиме во превозот и повторно да учествуваме на линиите кои досега ги обслужуваме. Значи, градот Скопје, ако покаже интерес да ги повлече, решението за раскинување на договорот, да исплатат поголем дел од средствата кои ги должат
и редовно да ги сервисираат неделните аконтации кои треба да ги плаќаат. Ние сме спремни во рок од 3 дена да почнеме нормално да функционираме, дека сепак ќе ни треба малце време да ги провериме возилата, пошто 3 месеца више не се во сообраќај, за да можеме безбедно да учествуваме понатака. Долгот е нешто на што се фокусирате овие денови, велите доколку нема исплата од понеделник повторно ќе има протести. Од оние информации кои што јас ги знам, протести требаше да има уште во текот на утрешниот ден, меѓутоа нема да се случат. Значи, беше најавено во текот на денешниот ден да почнат протести и најавено беше на раскрсницата спроти Веро Џамбо, али од представниците на МВР добивме едно кажување дека ова недела се очекуваат поголема фреквенција на повеќе делегации кои треба да дојдат во земјата. Една од тие делегации е и што треба бугарска делегација да дојде за чествување на роденденот на Гоце Делчев и со цел да не ствараме негативна слика за градот и за државата, ние се одлучиме овој протест да го одложиме, да вако да дадеме се уште простор во текот на недела да се надмине проблемот. Ако не се надмине проблемот, ќе бидеме принудени во текот на наредната недела да побараме некој друго решение, односно со блокади и тие работи, макар што тоа е најнепопуларната мерка со која би сакале да направиме нешто. Како во меѓувреме се снаоѓаат семејствата на вработените во приватниот градски превоз? За тоа, да ви кажам, во моментот немам точни информации, секој се заоѓа на начин кој знае и уме. Многу е тешка состојбата, не е само преживувањето, него сите имаме натрупано долгови спрема доверители за што сме набавиле делови за резервни делови за возила, што сме набавувале гориво, а не е платено спрема бензинските пумпи и имаме неисплатени лични доходи спрема вработените, така да ситуацијата е многу тешка. Ние следиме секако сите нови информации ќе ги имаме во Македонија наутро. Благодарам за разговорот ова утро. Ви благодарам ја на поканата. Подсетуваме уште еднаш, колеги, Скопјани остана без градски превоз, приватен градски превоз, откако градоначалничката Арсовска ги раскина договорите со Маки Експрес и Слобода превоз. И проблемите со јавниот градски превоз, доколку се вратиме наназад низ времето, започнаа некаде во ноември 2022 година. Почна прво со јавниот градски превоз, кој што излезе на еднодневен штрајк поради неисплатата на платите. За веднаш по него и првиот приватен превозник Маки Експрес да го побара за останатиот долг. Дел од автобусите беа заменети во тоа време со автобуси од јавниот градски превоз. За неколку дена подоцна да почне генералниот штрајк на приватните превозници, кои што од ноември до сега ги бараат средствата од 1,5 милиони евра за своите вработени. Епилогот секако го очекуваме, но подсетуваме уште еднаш дека и приватниот и јавниот градски превоз повеќе од 30 години се главниот сообраќаен крвоток во Скопје. Многу важна алка од превозот на нашите граѓани, дотолку повеќе потребна ни е разрешница. Имаме ли прашање?